Општина Карпош се грижи за сите категории своји граѓани и оттаму во овие денови во просториите на урбаните заедници во Карпош 1 и Карпош 4, во Влае 2, Пецо Божиновски Кочо и Кузман Јосифовски Питу, ке може да се сместат бездомниците кои ќе ги најдат полициските патроли или службите на Министерството за труд и социјална политика, како и самите граѓани. Тука тие ќе можат да преноќат, да се стоплат и да земаат топли пијалоци и храна. Општината Карпош многу сериозно приоѓа на овој проблем, на проблемот со бездомниците. Апсолутно не е решение да од 129 луѓе 16 им дадете преноќиште, останатите да ги пратите да спијат под ведро небо. Сакам уште еднаш да апелираме до надлежните институции во Министерството за труд и социјална политика, сите оние бездомни лица што ќе ги лоцираат, дека можат да ги сместат во дел од местните заедници на територија на општина Карпош. Конкретно ова е местна заедница Карпош 4, Карпош 1, кој што сме доставиле и податоци до полицијата, каде ќе можат да се обратат, евентуално да ги донесат овие лица, кај што ќе добијат и храна и кај што ќе добијат преноќиште за таа ноќ. Отворена е значи местната заедница во Карпош 1, во Карпош 4, во Влае и во Кузма Јосифовски Питу, значи има прилика 30 места каде што можеме да ги сместиме овие луѓе и обезбедена е храна за сите тие лица. Имате ли информации дали низ општината Карпош циркулираат вакви бездомни лица? Ние немаме служба за таа работа, значи таа служба си е обврска на Министерството за труд и социјална политика, таа треба да ги има, да ги евидентира и да ги лоцира каде се движат, каде е нивното место и без разлика дали тие сакаат или не сакаат во период кога тоа има опасност по нивниот живот, а тоа се зимите кога имаме под нулата степени на Целзиусови, Министерството е должно тие луѓе да ги смести во соодветна институција. Мора да се свати дека дел од тие луѓе имаат и психички проблеми, имаат здравствени проблеми и така натаму, што значи дека одговорноста на општеството е уште поголема. Не можеме да одиме по принципот тој е бездомник и не знам ако почине бездомник дека за него никој не го бара и така натаму. Мислам дека ова што го прави Министерството е крајно неодговорно и јас сум длабоко убеден дека ова политика е скроз погрешна и оние лица што се веќе починати заради негрижата на Министерството за труд и социјална политика, нормално дека некој треба да се сноси одговорност. Во населбата Влае повеќе децени во субстандардни услови живее Драги Петковски. Во случај кога институциите на системот се немоќни, не знаат или не сакаат да ги решат ваквите случаи, секогаш тука е вистинскиот пријател, општината Карпош и лично градоначалникот Стефчо Јакимовски. Без пари од минатата година, без грејење и само со корка леп минуваат овие денови со екстремно ниски температури. Хуманоста на Карпош е овој пат на површина. Драги доби отворена понуда за негово згрижување во стан со елементи кои овозможуваат солидни услови за живење. Доколку оваа понуда не е прифатлива за Драги, градоначалникот Јакимовски со втора алтернатива му подари греалка, а беше донирана и храна. Општина Карпош се обврза континуирано да ги подмирува сметките за струја, а напролет да му изгради ново живеалиште на истото место.